Гласањето на уставните измени не значат крај на имплементацијата на договорот од Нивици. Доправа ќе следат и дополнителните обврски на кои македонската влада се согласи во спогодбата. За 3 години Мешовита комисија на историчари ќе ја чишла македонската историја и ќе се бришат цели периоди во кои соседите гледаат иредентизам во нашите учебници, мапи, државни документи и материјали. Неизвестно дали ќе останат и стиховите од македонската химна или ќе ги снимаат за Грција, да не препозна иредентизам во користењето на терминот Македонија. Промената на името на државата нужно ќе ја наметне и потребата од ребрендирање на македонските производи наменети за извоз. Ова го потврди и министрот за земјоделие. Прашањето за ребрендирањето на македонските производи ќе ја опфатило целата економија. Ќе следиме, тоа е прашање кое што генерално ќе опфати целата економија. Ние сме целосно насочени да даваме континуирана, системска и целосна поддршка на земјоделците и нашиот фокус, како што гледате, буквално се нови мерки и политики кои што ќе дадат раст во земјоделството. Ке следува и целосен ремонт на правниот систем. Сите закони и подзаконски акти ќе подлежат на промена, бидејќи согласно договореното треба секаде да биде запишано новото име на државата – Северна Македонија. Во меѓувреме, опозицијата постојано алармира дека менувањето на уставот го бриша македонскиот народ и води до создавање на нова држава, а спогодбата воопшто не е ниту објавена во службен весник. Република Македонија не е само на Социјалдемократскиот сојуз. Република Македонија е на сите граѓани. И ова прашање се однесува на сите граѓани. Така е. Вие сами своеглаво го започнавте процесот и до ден денес го туркате. Насилно го туркате во собранието на Република Македонија. Спогодбата со Грција не е објавена во службен весник. Добро. Така? Значи, имаше референдум за спогодба која што се уште не е излезена во службен весник. Имавме неуспешен референдум и вие пак продолживте да ја терате работата во собранието. Власта пак уверува, експресната комисиска расправа била доволна за дискусија за промена на уставното име и бришање на конститутивните документи за македонската државност. Прашањето околу нашиот спор со името со Република Грција е можеби најдискутирано прашање од самото осамостојување на Република Македонија. И сметам дека е доволно 5 дена јавна дебата околу тоа. Сметам дека има можност и опозицијата да дискутираат, да предлагаат. За 1 декември е закажана и седницата на која народните избраници треба да гласаат по уставните амандмани, за кои веќе зелено светло дадоа и собраниските комисии. По гласањето треба да се поминат уште 2 собраниски филтри, а потоа топката се префрла во Грција. Па Ципрас ке мора да го обезбеди потребното мнозинство за договорот да биде ратификуван и во грчкиот парламент.